Го започнуваме најновото издание на регионалните вести. Владата со сет мерки планира за 2 години да се намали аерозагадувањето за 50% во Скопје, а за 30% во внатрешноста на Македонија. Невладините организации ваквите прогнози ги окарактеризираа како нереални и дека се фаворизира главниот град. Во сетот мерки кои ги најави владата за намалување на аерозагадувањето, не се земени во предвид работењето на производствените капацитети. На пресконференција заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули рече дека индустријата е регулирана со закон, инспекциите се на терен и постојано се следи нивната работа. Од Екогерила пак смета дека изоставањето на фабриките во сетот мерки, кои се најголеми загадувачи, нема да даде ефект и прогнозите дека аерозагадувањето ќе се намали за 50, односно 30% нема да се остварат. Да, ако не е земено предвид некое решавање за рек Битола, што е вториот најголем загадувач на Европа, тогаш битолчани се уште ќе ја плаќаат најскапата цена, со нивното здравје и со нивните животи. Друго е што владата додели некаде 1,5 милиони евра за овој проект, што би требало толку огромно да го намали загадувањето, а тие пари не се доволно. Ако не планираат да додават и повеќе средства кон оваа програма, ништо нема нешто по-значително да се постигне. Мислам дека бројките се преамбициозни. Би сакал да видам такви резултати, наискрено, но верувам дека се преамбициозни. И особено кога земаме предвид дека со 1,5 милиони евра што планираат, такви бројки се навистина преамбициозни. Бројот на инспектори треба да се зголеми, ни сите општини, Тетово има 3 инспектори, никој не знае ни каде се. Пријавуваме често пати, загадувачи, истите пак загадуваат, тие инспектори не ја вршат работата. Друго е што треба да се принудат загадувачите да ги плаќаат казните, не знаеме дали плаќаат, дали не плаќаат поради тоа што го повторуваат загадувањето. Џафери смета дека е нефер одлуката на владата да го фаворизира Скопје пред останатите загадени градови во државата. Мислам дека не е ни фер тоа што нивните цели се намалување за 50% у Скопје, 30% у другите општини, како да ние толку сме 30% важни. Треба низ целата република да се работи многу агресивно и интензивно за да се дојде до почиста животна средина. Верувам дека и тие мерки кои се преземат треба да бидат од тие најрадикални мерки, поради тоа што ако се уште продолжуваат со козметички мерки, ништо нема да се постигне. Као да шминкаш стара баба, со шминка нема да ти даде некоја голема разлика во резултативе. Инаку владата најави дека за возилата ќе се воведат еколошки налепници црвена, жолта и зелена, во зависност од нивото на аерозагаденост и бојата на налепниците. Одредени возила нема да може да се обраќаат по патиштата. Периферните и споредните улици во Тетово со години наназад се запуштени. Граѓаните реагираат на дупките и нерамнините на улицата Гоце Делчев во горниот дел од градот, каде не можат безбедно да се движат, ниту пеш, ниту со автомобил. Дупки кои изјаат и се полнат со вода по секој дожд. Разместени бекатон плочки и нерамнини е сликата на повеќето периферни и споредни улици во Тетово. Граѓаните реагираат дека особено горниот дел од градот со години наназад е запуштен. Улицата Гоце Делчев, која води до градските православни гробишта, е во многу лоша состојба, каде жителите на околните куќи не можат безбедно да се движат ниту пеш, ниту со автомобил. Се плашат дека секојдневието уште повеќе ќе им отежне кога допрва ќе падне снег на улица која и без друго е нерамна. Задни пат кога беше Сали Бежети, тој га направи и од тогај те утага гласав мојаве не ни направи ништо. Овде некој 5 пати една дупка имаше, 1 метро, сами сме ја правеле. И бербат е цела улица се, што да ви кажам друго. Погреби проаѓа овде све у калје.
Улицата Гоце Делчев важи за најдолгата и најавтентичната улица во Старо Тетово. Како потсетник на една историја, оваа улица потребно е да биде редовно одржувана. Особено е значаен делот покриен со калдрма кој сведочи за едно минато време. Телевизија КИС во неколку наврати информираше за итноста од санација на улицата Гоце Делчев во Тетово, но и за потребата од зачувување на автентичноста на стариот дел од градот. Поголема грижа од страна на надлежните власти за населбите Поток, Колтук, Певчина и Двабреста би донела не само добробит за нивните жители, туку и можност за проширување на туристичката понуда на градот Тетово. Денес не успеавме да добиеме одговор од службата за односи со јавноста на општина Тетово. Ни рекоа дека утре ќе ни информираат за плановите за санација на улицата Гоце Делчев во Тетово. Советот на општина Брвеница ја одржа 14-тата седница. Како точка на дневниот ред се најде предлог ребаланс на буџетот на општината за 2018 година и оперативниот план за зимско одржување на локалната патна мрежа и улици на подрачјето на општина Брвеница. Ребалансот на буџетот за 2018 година, приходите се проектирани на износ од 160.520.522 денари, што во однос на планираните, првично планираните со предлог на буџетот. Во вкупен износ од 185.158.000 денари. Представува намалување од 24.637.000 денари и 526 денари. Тука е во проценти за 13,3% намалување, додека вкупните расходи од ребалансот е предвидено да изнесуваат 186.610.000 денари 927 денари, што во однос на првично планираното се предвидено да се буџетот во вкупен износ од 211.248.248.000 денари и 453 денари. Представува намалување за 24.637.526 денари или во проценти 11,66%. Како трета точка на дневниот ред е програмата за зимското одржување на локалните патишта. Таа оперативна програма предвидува и финансиски средства од 1.200.000 денари, од кои 1.200.000 денари ќе се набави абразивни материјали, сол и песок, а ќе се користи механизацијата на јавното комунално предпријатие Вардар Брвеница. Така да со своја механизација ќе настојува општина Брвеница да се справи со снегот околу, да ги задоволи граѓаните околу расчистување на патната локална мрежа. Физички напад со повредени лица, удрено 6-годишно девојче со автомобил и експлозија во штала се настаните од Црната хроника во Тетовско-гостиварскиот регион во изминатите 24 часа. Две лица се повредени во физички напад кој се случил вчера попладне во центарот на Гостивар, како што соопшти полицијата околу 14 часот на улицата Браќа Гиновски. Физички биле нападнати 49-годишниот БН и 24-годишниот РМ од гостиварското село Ѓурѓевиште. Нападот го извршиле неколку лица кои употребиле и дрвени палки. Повредените биле пренесени во гостиварската болница, а по укажаната лекарска помош постариот е префрлен на скопските клиники, додека помладиот пуштен на домашно лекување. 5 лица од Ѓурѓевиште на возраст од 18 до 28 години се сомничат дека учествувале во физичкиот напад. Тие биле идентификувани, лишени од слобода и задржани во полициската станица Гостивар за целосно расчистување на случајот.
Полицијата во Тетово регистрира сообраќајка со повреден пешак. Се случила вчера попладне на улицата Видоја Смилевски бато. Мерцедес со тетовски таблици управуван од 34 годишниот тетовец НШ удрил во 6 годишно девојче од Тетово. Од удирањето девојчето се здобило со тешки телесни повреди, фрактура на десната нога. Било пренесено во Тетовската клиничка болница и по укажаната помош пуштено на домашно лекување. На Тетовското подрачје пријавено е и предизвикување на општа опасност во штала во селото Боговиње, сопственост на 45 годишниот АА. Како што информира СВР Тетово, двајца албански државјани кои престојувале во работна канцеларија до шталата, во 22 часот слушнале силна експлозија која причинила оштетување на објектот. Нема повредени лица, извршен е увид, пронајдени и подигнати се траги за вештачење, а албанските државјани се повикани во полициската станица Тетово за расчистување на случајот. Утрешниот празник пренос на моштите на светиот великомачени Георги, познат како Ѓурџиц, со црковно-народен собир ќе се одбележи во манастирскиот комплекс во Мала Речица. Православните христијани утре 16 ноември ќе го чествуваат празникот Ѓурџиц во чест на преносот на моштите на светиот великомачени Георги од Никомидија во Лида Палестинска. По тој повод со почеток во 8 часот во манастирскиот комплекс Свети Георги Победоносец во Мала Речица ќе се отслужи света литургија чиноначалствувана од свештенослужители на Тетовското архирејско наместништво, по чие завршување ќе се изведе чинот на режење на кумските колачи. Инаку овој празник, поврзан со името на Свети Георги Победоносец, му припаѓа на есенскиот циклус празници и е поврзан со домашни служби. На овој ден се празнува преносот на моштите на Свети Георги од Никомидија во градот Лида Палестинска, каде што пострада во времето на царот Диоклецијан. Пред смртта, Свети Георги го замолил својот слуга да го земе неговото мртво тело и да го пренесе во Палестина, од каде што беше родом и мајка му, каде што имаше голем имот, кој им го раздаде на сиромасите. Слугата така и направи. Во времето на царот Константин во Лида, побожните христијани му изградија на Свети Георги прекрасен храм и при осветувањето на храмот во него ги пренесоа моштите на светителот и таму го закопаа. Од чудотворните мошти на Свети великомачени Георги се случија големи чуда. На 17 ноември ќе се одржи етно вешта жена и етно дете за 2018 година за Гостивар. Традиционалната манифестација етно вешта жена за град Гостивар овој пат збогатена и со изборот на етно дете за 2018-та ќе се одржи во сабота на 17 ноември со почеток во 18 часот во ресторанот Сајгија. На манифестацијата ќе се изберат највештите за оваа година за изработка на традиционални јадења со етно мотиви за реонот на Гостивар. Манифестацијата ќе ја води Ирена Спировска, а за музиката е задолжена Маестро Бенд. Медиумски покровители се радио и телевизија КИС Тетово. Согласно најновите измени на Законот за финансирање на политички партии, Државната изборна комисија ќе биде задолжена да постапува во наредниот изборен циклус, односно да го направи потранспарентен процесот на доставување извештаи. Извештаите да бидат составени од веродостојни податоци, како што налага законот, се со цел да се надминат сите сомнежи околу финансирањето на политичките партии. Ова денеска го изјави председателот на Државната изборна комисија Оливер Дерковски пред почетокот на тркализната маса на тема ревизија на финансирање на политичките партии и изборните кампањи. Ние ќе бидеме задолжени согласно најновите измени на Законот за финансирање на политички партии да постапуваме веќе во наредниот изборен циклус, а тоа значи да го направиме потранспарентен процесот на доставување на извештаите да бидат составени од веродостојни податоци, како што налага законот, се со цел да се надминат сите сомнежи околу финансирањето на политичките партии. Ова го зајакнува владењето на правото, а исто така се зголемува и доворбата на граѓаните во институциите на државата. Без овие стандарди не можеме да разговараме за функционалност и независност на сите државни институции.
Насекаде низ светот, нерегулираното финансирање создава една сива зона која што има влијание врз политиката и интегритетот на јавниот сектор. Политичките партии честопати стануваат инструменти на различни донатори и ги представуваат нивните интереси наместо интересите на граѓаните. И последиците се очигледни. Сега привилегијата да бидат финансирани ја има само поголемите политички партии, помалите за жал беше слаб интересот од приватниот капитал да помогнат и на тој начин бевме обесправени затоа што немавме исти стартни позиции со поголемите партии. Едноставно сега тие разлики се надминуваат и сите одиме со равноправно на пазарот да се такмичиме со нашите идеи и понуди. Денес имавме променливо облачно време со сончеви периоди. Дуваше умерен, повремено засилен северен ветер. Утринските температури се движеа од 1 до 5, а дневните од 7 до 12 степени. Утре не очекува променливо облачно време со сончеви периоди. Доцна попладне, како и за време на викендот, ќе има повремени врнежи од дожд, а на повисоките места и на планините од снег. Врнежите ќе бидат со слаб, на места умерен интензитет и на планините ќе се формира помала снежна покривка. Утринските температури ќе се движат од -1 до 3, а дневните од 5 до 10 степени. Ги завршуваме вестите. Ви благодарам на вниманието. Пријатно!